Формиран нов фудбалски клуб во село Уларци, но селото остана без фудбалски терен, кој како што тврди Сане Арсов истиот бил изоран и посејан со жито, со што младите од ова село сеускратени од правото да имаат каде да спортуваат. Како што изјави Арсов земна телевизија, фудбалскиот терен за кој како што тврди е изоран, имал фудбалска традиција од 18 години. Имаме регистрирано организација за клубот и ќе го оживееме веќе. Ќе го регистрираме клубот, али немаме стадион веќе. Година време како изоран стадиона, пред 4-5 години децата беа сите тука на стадиона, имаше, скратено е правото на младите деца, нема никакви услови. Мислам дека локалните власти го уништија стадионот, нема веќе стадион во село Уларци. Ние како здружение ќе сакаме да поднесеме први јавноста нека виде малкучку за случајот, ќе поднесеме до антикорупцијска, до влада, до сегне дека треба, до основно јавно обвинителство се поведе како е доделен 80 години спортско игралиште доделено у земјоделско земјиште. Како што вели Арсов разговарал со подрачното деление на катастерот во Кочани за овој спортски терен. Па не знам, јас само разговарав со подрачното одделение на катастерот на Кочани, дека наводно било нива и затоа му било доделено на некој си субјект да го работи ова. Го прашав дали зошто е доделено, зошто не е доделено спортското игралиште во Чешиново, во Облешево, не формирате клуб, ние ќе ви направиме стадион. За новоформираниот клуб се отвора проблем каде ќе тренира и ќе ги игра надпреварите. Па не сме разговарале со општината, сериозно не сме разговарале со општината, сакаме првен да си го обезбедиме терено. Клубот веќе ги земаме играчи, сакаме клубот да го регистрираме, да го активираме, веќе да се најде на фудбалската мапа на општина тука, дали ќе играме во трета лига, дали општински ранг, не е битно. Ние веќе приговараме со некои играчи од помлади играчи за да можеме да оформираме клуб. Новиот клуб од село Уларци е во план да започне од прварување веќе од септември. Па ние сакаме да веќе да го активираме од септември клубот, играчите веќе ќе ги почнеме да ги регистрираме. Ќе ги регистрираме играчите, ќе видиме во која лига ќе се надпреваруваме. Али ќе бараме терен да имаме, дека ни е бил 80 години стадионот, сакаме да не биде таму стадионот ослободен од. Ќе одеме до крајот со сите институции, ќе се борим да се врати стадионот. Ние нормално ќе бараме да се врати во пробитната состојба, да не се врати. Сега, како е било дозволено и што е направено, не знаеме. Значи, ние мораме да бараме да не се врати стадион. Ние сакаме фудбалскиот клуб да биде во село Уларци, екипата да се надпреварува во село Уларци. Новиот клуб од селото Уларци сега ќе мора да бара решение каде да тренира и да се надпреварува. Па ќе побараме од општината, да видиме дека ќе ни дозволе додека да ни овозможат услови. Ако треба ќе одеме и до министерот за спорт, значи сега имаме министер за спорт, нека излезе да види дека младите ќе спортуваат. Значи ние мора да бараме, а и ќе бараме услови да ни дадат за додека ни го овозможат услови за да играме во село Уларци. Ние имаме веќе 4 дечиња млади кои играат у Брегалница, у младинската екипа играат и у Осого играат у младинската екипа. Ти можеби за година две ќе се вратат во село Уларци да играат. Дека да играат? На кој терен да играат они? Во треба сами да се питат, самата влада да се пита, ако вака прават селата како ќе има деца? Ќе нема деца во селата. Според Арсов има млади дечиња кои се дел од младинските категории на Брегалница и Осогово и ако сакаат да се вратат во селото, нема каде да спортуваат. Веќе 4 дечиња млади кои играат у Брегалница, у младинската екипа играат и у Осого играат у младинската екипа. Ти можеби за година две ќе се вратат во село Уларци да играат. Дека да играат? На кој терен да играат они? Во треба сами да се питат, самата влада да се пита, ако вака прават селата како ќе има деца? Ќе нема деца во селата. Одговор побаравме од градоначалникот на општина Чешиново Блешево Јорданче Костадинов. Во телефонски разговор земна телевизија истакна дека како општина не се надлежни за овој терен бидејќи Министерството за земјоделие надлежно и согласно сите законски норми издадено закупец кој редовно ги извршува своите обврски од договорот со Министерството.